Услугите дојдоа до граѓаните, а не обратно. Дигитализацијата стана алатка што го леснува животот, а не само декларативна цел. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски сочи за сработеното во првата година од мандатот. 120 нови дигитални услуги за граѓаните да не талкаат по шалтери. Според Андоновски, институциите за прв пат разменуваат податоци во реално време. Подготвивме и се донесоа 4 реформски закони, Законот за електронски комуникации и првиот закон за сајбер безбедност се веќе усвоени во собранието, усогласени со НИС-2 директивата и на Европската унија, но Законот за електронски комуникации усогласени со мислењето на Уставниот суд. Донесен е првиот закон за безбедност на мрежи и информацијски системи и создаден е сектор за сајбер безбедност, а наскоро започнува изградба на владин центар за одговор на сајбер инциденти. Во однос на најавите за вонереден дигитален попис. Доколку има политичка одлука за тоа, Андоновски смета дека ќе има технички проблем само околу адресите на живење кој може Министерството да го надмине. Во податоците од личната евиденција во личната карта се содржи националноста која што лицето кога ја вадело личната карта ја декларирало и во таа насока ние имаме основ од кој што може да се појде. Прашањето со адресите е повеќе техничко отколку правно прашање, кое што доколку постои волја и доколку се реши државата да оди кон реализација на дигитален попис, може да се реши со поврзување и крос контрола на базите на податоци од различните институции кои што содржат адреси за граѓаните. Според Андоновски, од 1 јануари идната година учениците ќе имаат предмети за вештачка интелигенција, а најпрво би се обучувале наставниците, а секако ќе има и подобрување на технологијата во училиштата. Министерот потсети дека забрани е над 220 интернет страници за нелегално онлайн коцкање, а за во втората година Андоновски најави национална мобилна суперап за електронска лична карта и возачка дозвола, терминали за услуги, нов државен дата центар, дигитална писменост за секое дете и вработен во јавната администрација.